Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисименада. Во нив ќе гледате. Од денес пристапот до Русино е забранет и за камионите со отпад од Гостивар. Почитувањето на мерките е најсигурен начин да се спречи понатамошното ширење на коронавирусот. Ана Андонова го промовираше својот нов краткометражен филм Малечка. Од денес пристапот до Русино е забранет и за камионите со отпад од Гостивар. Одлуката доаѓа по изјавата на министерот за екологија Нуредини дека Русино останува регионална депонија и потегот на локалната власт за избор на членови на управниот одбор на регионалното предпријатие. Иницијативата Стоп Русино од денес нема да дозволува ниту отпадот од Гостивар да се носи на депонијата. Пренесимо на директорот дека затворена рампата и за Гостивар од денеска. Нема више, и за Гостивар нема. Тоа е снима, што да им прави. Последна тура ви ова. Откако го пропуштија кон градот последниот камион на гостиварски комуналец што го испразни ѓубрето на Русино, активистите околу 10 часот ја спуштија рампата. Стоп Русино! Стоп Русино! Оваа одлука доаѓа по вчерашната изјава на министерот за екологија Насер Нуредини дека Русино останува регионална депонија и потегот на локалната власт за избор на членови на управниот одбор на регионалното предпријатие. Изјавата на министерот е дека Русино мора да биде депонија и ние знаеме дека не може да биде денес и утре да се или утре да се затвори, но ние бараме што похитно. Целта на Стоп Русино е што похитно да се затвори ѓубриштето и да се најде нова локација, и исто така правиме протест заради тоа што сакаат да го изгласаат предпријатието, кое што доколку го изгласаат сега, пред да ни се потпишат барањата кои што знаете ги имаме дадено пред 2 недели или 3 недели, и доколку го изгласаат предпријатието пред да се потпишат тие барања, никој нема да ни ги потпише и ќе бидат неважечки. Најверојатно тоа и се чека. Блокадата на Русино трае веќе 50 дена. Активистите најавија голем протест за вторник поплатне кој ќе се организира во градот. Од името на граѓанската иницијатива Стоп Русино можам да им порачам на градоначалникот на општина Гостивар и на советниците дека Русино не го даваме, ако треба и со жив тип ќе го браниме. И им порачуваме дека ќе им се појавиме на седницата во петок во 10 часот во општина Гостивар. До сега пристап за фрлање ѓубре имаа само камиони од Гостивар. Вчера попладне во Гостивар повторно се одржа мирен протестен марш против поскапувањето на струјата. Гостиварци уште еднаш го кренаа гласот против зголемувањето на цената на електричната енергија. Протестниот марш започна пред објектот на ЕВН преку булеварот Браќа Гиновски до зградата на представништвото на Елем Хец Маврово. Граѓаните ги повторија ставовите и барањата, да се поништи одлуката за поскапување на струјата, цената да се намали, да се распушти регулаторната комисија за енергетика, да се формира независно тело што ќе ги разгледува жалбите на граѓаните од енергетските компании, да се изнајде начин да им се простат долговите за струја на социјалните семејства. Како може во ова време на пандемија, кога сите граѓани се погодени од криза и владее сиромаштија, да се носи одлука за поскапување на струјата? Тоа е уште еден удар врз празниот джеп на граѓаните. Се надеваме дека надлежните ќе се преиспитаат и ќе одговорат позитивно на нашите барања. Ова беше седми поред од серијата протести во Гостивар што ги организира навивачката група Кастриоти. Тие најавија дека во наредниот период за барањата ќе се организира и петиција и ќе се преземат чекори тие да се разгледаат и преку институциите. Почитувањето на мерките е најсигурен начин да се спречи понатамошното ширење на коронавирусот, тврдат лекарите. Тетово според бројот на заразени лица е веднаш под Скопје и Куманово.
По бројот на активни случаи со COVID-19, Тетово е веднаш по Скопје и Куманово. Заклучно со вчера, во овој регион има 145 болни лица, а вкупната бројка од почетокот на пандемијата достигна 1348. По општини токму Тетовската е на врвот по стапката на смртност, со 82 починати пациенти. Медицинските лица постојано потенцираат дека бројките на нови случаи секојдневно растат поради непочитувањето на мерките од страна на граѓаните. Носењето маска на лицето е најсигурниот начин за да се заштитиме од коронавирусот, а секако и одржувањето на личната хигиена, вели доктор Илчо Евковски, специјалист по медицина на трудот во приватната здравствена установа Медика Центар во Тетово. Главниот пренос е преку големите капки, кога сме на помало растојание од 2 метри и кога не се носи маска нормално, но и трансмисијата на големо се зборува во светот. Многу научници го поддржаат, дури најголемите светски агенции тоа го обданија, го кажа дека проблемот не е само во големите капки, него проблемот и во малите капки. Што значи тоа нешто? Кога ние зборуваме, кога ние кашламе, кога ние пееме, кога ние отвараме уста, од нас излегува некаков облак на мали капки. Тие мали капки носат со себе потенцијал исто да заразат како и големите капки. Се уште не се знае точно колкава концентрација и колку точно време треба да се проведе во таква контаминирана средина за да се зарази човекот, но знаеме дека сигурно има таков начин на трансмисија. Додека оној начин на трансмисија кој што е контактен преку површини, до сега немаме некои релевантни показатели од светот, каде релевантни студии со кои што ќе се потврди тој начин на трансмисија. Така да би ги релаксирал малце вашите гледачи, да не применуваат толку многу хигиена околу површини, колку што респираторна хигиена и сопствена лична хигиена. Доктор Евковски вели дека следи многу тежок есенско-зимски период ако работите не се променат. Моите предвидувања во врска со тоа што не очекува оваа зима се темелат врз тоа што направивме во овој изминат период. Во изминатиот период, освен овие протоколи што се донесоа какви такви некакви, нешто многу и немаме на тој план изработено. Што значи ова нешто? Значи сите сакаме да се вратиме на работно место. Значи нема човек кој што не сака да работи, кој што е работоспособен. Децата сакаат да се школуваат, да идат во школа, да другаруваат, да се дружат. Луѓето сакаат да искачат на забави, да се гледаат, да прават свадби, значи социјализацијата и сите работи. Но ние ништо не променивме околу просторот во кој што треба да ги вратиме. Еве имаме протокол, но тој протокол не одредува каква ќе биде филтрацијата на воздухот, каква ќе биде вентилацијата на воздухот, каков простор, колку голем може да собере колку луѓе. Тоа нешто го направија со поделба на групите, еве гледаме со децата во училиште, како пола училница, пола од учениците во училница, во друга училница другата половина или во различна смена. Но нешто повеќе од тоа и не направивме. Затоа и луѓето се чувствуваат несигурно, затоа и јас сум многу несигурен, но можам да кажам дека во вакви услови, ако го оставиме вакво темпо на развој на оваа болест, дека ни следи многу тежок период во овој есенско-зимски период, да кажам. Целиот разговор со доктор Илчо Евковски ќе имате можност да го проследите во рамки на емисијата Нега и здравје, која ќе се емитува во понеделник во 21 часот. Министерот за здравство Венко Филипче изјави дека се прават дополнителни анализи за зголемениот процент на позитивни случаи во изминативе неколку дена. По анализите ќе се донесат одлуки што и како треба да се превземе. Почнавме да правиме анализи во изминатите 2 дена, ќе продолжат и викендов. Тоа што не сакаме да дозволиме е да видиме да имаме преполни болници. Така да таа анализа ќе заврши веројатно во понеделник или во следните први денови од неделата и врз основа на тоа ќе можеме да кажеме на што се должи и дали евентуално нешто треба дополнително да се превземе. Малечка е новиот краткометражен филм на младата Ана Андонова од Тетово, кој синоќа беше промовиран пред тетовци. Филмот имаше 2 проекции, а премиерата се одржа во музејот на КПМ во Тетово, на отворено според здравствените протоколи.
Креативно, уникатно, автентично. И новото парче филмска магија на Ана Андонова синоќ ја доживеа својата премиера во Тетово. Младата Андонова уште еднаш воодушеви со својот талент и реализација на новиот краткометражен филм Малечка. Заради состојбата со пандемијата, премиерата мораше да се одложи, но на задоволство на тетовци, филмот вчера вечер имаше 2 проекции, а целиот настан се одржа според препораките за заштита. Ана ни раскажа неколку детали за самото снимање на филмот. Филмот се снимаше 3 дена, но на него се работеше многу месеци, за тие 3 дена да бидат целосно искористени. Работев со многу млада, но многу талентирана и фокусирана екипа. Филмот има многу пораки, но една е која што многу девојчиња се среќаваат особено во нашиот регион, но исто така има исти случаи во други земји, во порурални средини и во семејства кои што мислат потрадиционално. И ова нејзино дело Ана ќе го испрати на низа фестивали. Филмот првпат се прикажа во Скопје пред неколку недели на Младинскиот филмски фестивал. Тоа беше неговата премиера во Скопје, но сепак се одлучивме дека филмот треба да се прикаже и во Тетово. Филмот секако после премиерата ќе биде испратен на многу фестивали во оваа земја и во другите земји и очекуваме многу награди. Андонова несомнено реди успеси со нејзините дела. Публиката задоволна, а исто така и таа, што после подолго време ваквите настани за тетовци представуваат вистинско културно освежување. Во продолжение деталите од полицискиот билтен на секторот за внатрешни работи Тетово. Вчера во 22 часот и 30 минути на улица Борис Кидрич во Тетово, полициски службеници од СВР Тетово лишиле од слобода 25 и 30 годишники двајцата од Тетово, затоа што при преглед кај нив била пронајдена марихуана. По целосно документирање на случајот против нив ќе биде поднесен соодветен поднесок. Вчера пак во 20 часот и 15 минути во Гостивар, полициски службеници од СВР Тетово привеле 25 годишник од Република Албанија, затоа што го злоупотребил туристичкиот престој во Република Северна Македонија. Истиот е задржан во полициска станица Гостивар и ќе биде предаден на одсекот за прекуграничен криминал, миграции, странци и реадмисија за понатамошна постапка. Потоа околу 15 часот и 30 минути пред клиничката болница Тетово на улица 29 ноември од полициски службеници биле лишени од слобода 48 годишник од Тетово и 32 годишник од село Челопек Тетовско, бидејќи 48 годишникот со дрвен предмет го нападнал 32 годишникот, а при интервенцијата полициските службеници биле попречувани во вршењето на службените дејства од 32 годишникот, кој притоа се здобил со повреда. Се преземаат мерки за расчистување на целиот случај.
Почитувани гледачи, тука е крајот на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието и имајте пријатен викенд.